Историјата на виното во Македонија е испишана уште многу одамна. Со векови во оваа високопланинска благородна земја се одгледувале грозја и се произведувале вина. Македонците се познати како љубители на добрите вина. За виното и неговите тајни, за фактите и митовите за него, од прва рака дознаваме од добрите познавачи. Вуна, кое вино е добро вино и што го прави добро? Секое вино е добро се додека вам ви прилега. Значи нема добро и лошо вино, има вино што ви се допаѓа и што не ви се допаѓа. Виното го прави добро моментот дека вие уживате во него. Добро вино е секое вино кое што во моментот вам ви прилега на расположението, на моментот во кој што го конзумирате, и виното го прави добро се додека вие го уживате. Каде сме на светската винска мапа? Можам со голема радост и задоволство да кажам дека Македонија во последниве години се повеќе и повеќе го исполнува својот потенцијал и работиме како земја на промовирање на нашите вина, на промовирање на нашата винска култура. Во моментов, почнувајќи од големите винари па се до малите семени винари, можам да кажам дека одлично работиме кон тоа да го искористиме нашиот целосен потенцијал што ни го има дадено природата, климата и се останато, и одиме само кон подобро и подобро. Светот се повеќе и повеќе дознава за нас, дознава за што можеме да понудиме и за нашите вина и стил на вина кои што ги произведуваме како земја. Можам да се пофалам дека работиме многу и на промовирање на некои локални сорти, како што е вранецот, како што е кратошијата, како што е темјениката, станушината, која што ни е и автоктона. Така да можам да стварно да се пофалам дека одлично напредуваме на тоа поле. Што открива бојата на виното? Пред се открива за сортата од која што е произведено. Значи, еве кај црвените вина ќе започнам од нив. Дали има повиолетови најанси, дали има по темно црвени, светло црвени, открива најмногу од што е произведено. Потоа открива дали е одлежувано, колку е одлежувано. И на крајот открива дали виното е се уште во добра и здрава состојба за конзумација. Што всушност значи винскиот бонтон? Односно, што значи бонтон во конзумирањето вино? Се трудиме тој бонтон за вино како дел од винската сцена во Македонија, се трудиме сите заедно да го подобриме, бидејќи тој бонтон е наменет за поголемо ваше лично уживање како конзуматори. Не е само наменет бидејќи убаво тоа се личи. Чашата да се држи секогаш за држката, бидејќи со самото држање на овој дел пред се си го греете сопственото вино со дланката. Значи, послужено ви е генерално на препорачаната температура, вие самите си го правите да ви е потопло. Плюс не ни личи, нели убаво. Има уште многу, да не се става лед во виното, бидејќи ви го менува профилот цел на виното, да не се меша со пијалоци, виното е наменато да се ужива какво што е, и сепак можам со гаранција да кажам дека е еден од најелегантните пијалоци алкохолни. Со што виното никако не оди на трпеза, а со што најдобро оди? Никако не оди на трпеза со лошо друштво. Со лошо друштво, со лош разговор, со лоша енергија, а оди одлично со се. Дали само по себе, дали со мала закуска, дали со ручек, вечера, десерт, оди виното добро стварно со се, во зависност нели од на крајот на денот и што вино пиете. Кои се најголемите заблуди со виното? Има многу. Дека не се чува во фрижидер, дека се чува во фрижидер. За секое вино си има различна приказна, бело, црвено, розе, портокалово, сите си имаат различен начин на чување, различен начин на конзумација. Дел од тие што сум ги слушнала е дека портокаловото вино се прави од портокали, дека розе виното е производ на мешање црвено и бело вино, дека аромите што ги чувствуваме во виното, како например, не знам, шумски плодови, боровница,
цитрусни ноти, кора од лимон, се со додавање на истите тие производи во виното, значи не се додава малина, не се додава аронија. Виното и сортата сама си ги носи тие карактеристики со себе. Уна, виното се ужива со одбрано друштво, добра музика и вкусна храна. На здравје. На здравје.